Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое издание денеска ќе разговараме, нема да имаме прилози ништо, туку ќе одиме со јавување и коментари од страна на гледачи на темата дали општинските власти треба, односно требаше да ги откажат новогодишните прослави на плоштадите, односно на плоштадот, бидејќи немаше да ни го собери целосно насловот, но ја сваќате идејата зошто е поставена темата. Изминатите 3 дена се разговара многу околу оваа тема и има доста поделени мислења со оглед на тоа дека одредени кои што ја покренаа иницијативата на социјалните мрежи, па потоа и партијата Левица поднесе и иницијатива, односно петиција за откажување, но и следејќи го примерот на соседна Република Србија, дел од општините ги откажа прославите, како градот Скопје, општината Велес и други, и сега на тоа се коментира дека можеби и не требало да се откажат, иако нивната првична идеја е всушност да се дадат сите средства кои што биле планирани за организирање на прославите на плоштадите да се дадат во хуманитарни цели, барем поради тоа и ги откажа, затоа што такво беше барањето на граѓаните. Но градот Скопје веројатно ќе се соочи со тужба од Авалон продукција која беше во организацијата за настапот на нивната Каролина Гочева, со што бидејќи има откажано во последен момент, тие претрпуваат штета, така барем беше кажано по социјалните мрежи, на што Каролина Гочева на својата фан страница рече дека ниту ќе поднесе, ниту пак ќе учествува во каква и да е тужба против градот Скопје, затоа што парите и откажувањата на прославата со тие пари планирале да ги дадат во хуманитарни цели. Во тој случај, со оглед на различните мислења на граѓаните, ние затоа и ви го поставуваме како тема и како прашање ова, и затоа сакаме да разговараме со вас, да слушнеме што вие мислите по однос на тоа. Затоа велам добар ден, кому повелете? Добар ден, Огне, тетка Лоза на телефон. Поздрав до вас, повелете. Вака, јас мислам дека се крие друго нешто пред изборието го носи и откажувањето. Добро. Се спремат за опозиција да бидат. И затоа не се расфрлат со пари, инаку овие 10 години, Бога ми, во се беа први. Ама сега почна круго да им се стеснува. И од многу други работи ќе се откажат. Само ние ќе бидеме стрпливи, граѓаните, што од наши пари се фале и се докажува. Сакам и нека се откаже коце од панорамското тркало, ако е за сиромашните. Тоа нека јавно го кажувам. А не само од прославата. Прославата не е... Тука има донации од Телеком и од, не знам, втората... Так. Добро, тоа не е ни важно, него нека се откаже панорамското тркалото е поскапо. Так. И мислам дека тогаш би им верувала на власта дека работи совесно, ама совеста више нема никаква совест, нити срам, нити ништо више. Добро. Така. Не сакам повеќе да ги спомнам, само тоа го кажувам, значи се крие зад нив другаде некоја работа, не. Пријатно и благодарам. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Да, само подсетување за оние гледачи кои што можеби сакаат да имаат конференцијска комуникација со други гледачи, спротиставувајќи ги своите ставови. Тоа може да го направат во мој термин од 18 часот, а оние кои што нема да сакаат да ги спротиставуваат своите ставови, може да си се јават сега во очи и да си го кажат мислењето. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого, дали имаме некој на линија? Оно што како последна информација се појави во медиумите и... Да, добар ден. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Новогодишните прослави на плоштадот ќе се откажат. Мора да се откажат. Од проста едноставна причина што никој нема да излези на ова големо загадување. Кој би излегол во 12 на полнок со 950 ppm на воздухот? Кој ќе пее, кој ќе диши таму? Слам правило број 1. И тоа е фактички, може би таа да биде причината за откажувањето, би имало нека поголемо оправдување. Иначе ова со хуманитарните, тоа не.
парите што треба да ги дават, тие нема да ги дават на хуманитарни причини, на хуманитарни цели, туку ќе ги зачуват, ќе ги забаташкат. Тоа нема шанси. Значи, хуманитарните активности, ако тие пари се за хуманитарна активност, не значи дека треба се прават само за сега, за нова година. Хуманитарната активност треба континуирано да биде присутна. Дали тоа преку народни кујни, нели сега и Македонија е една од тие што е потенцирана како држава која што многу фрлат храна. Може би во тој начин може да се помогне. Социјалните случаи ќе доаѓаат и ги имат. Значи, тоа би било многу поголема, подолгорочна хуманитарна помош. Ова вака ништо нема да биде. А за општинските власти сите, ете и Битола се, и Битола откажуваат, меѓутоа се разбира дека се од некои други причини, што каже, стои држи води тоа претходната соговорничка што каже дека има нешто во тоа. Меѓутоа тоа веќе некои политички причини. Меѓутоа како ќе излеземе за нова година при тоа огромно загадување. Така. Никој нема да излези, така? Добро. Јас така мислам, пријатно. Пријатно и до вас. Ви благодарам за јавувањето. Последната информација која што можам да ви ја прочитам, а се очекуваше како одговор од општина Центар дали тие ќе ја откажат прославата на новата година, вели вака. Општина Центар нема да ја откаже новогодишната манифестација Град во градот 4, која ќе се одржи на 31 декември на скверот Јадран. Правниот тим на Општина Центар ги разгледа веќе склучените договори со артистите кои што треба да настапат за новогодишната и заклучи дека раскинувањето на тие договори со нив ќе предизвика сериозни финансиски последици. Заради откажувањето на настапите ќе треба да ги исплатиме парите во целост без разлика што изведувачите нема да го одржат новогодишниот настан. Ова е нелогично и нема да донесе никаква придобивка. Можноста да се пренаменат тие средства за идејата која што постои и која што ја разбирам апсолутно, сега е исклучително тешка, се вели во соопштението. Знаете дека дел од граѓаните сакаат да се откаже концертот поради иницијативата, а дел се за да се одржи новогодишниот концерт. Од тие причини успеавме да најдеме едно компромисно решение. Од денеска тој новогодишен настан нема да има само забавен, туку ќе има и хуманитарен карактер, затоа што тоа ќе се претвори во донаторски проект каде што сите граѓани и фирми ќе можат да донираат за оние категории граѓани кои се најранливи, изјавил Жерновски. Први кои веќе потврдија дека ќе донираат се самите артисти, кои ќе издвојат 600.000 денари од својот хонорар за настапот. Парите ќе бидат наменети за таму каде што ќе се договориме дека е најнеопходно и во предстојниот период ќе го објавиме. Очекувам овој пример да го следат и граѓаните. На самиот настан ќе може секој да донира пари, а активностите и можностите за донирање ќе ги објавиме во следните денови. Верувам дека на крајот ќе дојдеме до висока сума средства која би била блиску до онаа која општината ја издвојува за организација на самиот настан. Мислам дека ова е едно компромисно решение кој ќе ги задоволи сите. Благодарност до оние граѓани кои ја дадоа оваа иницијатива, сепак за општина Центар. Ова не е ништо ново затоа што и по бројки и по факти општина Центар е општина која што најмногу издвојува средства од буџетот за социјални намени и проекти, вели градоначалникот Андреј Жерновски. Добар ден, велам кому. Добар ден. Ве слушам, повелете. Здраво, Огнен. Здраво. Добив внуче и го крстив по вас. Огнен се вика. Да ви е живо и здраво, голема чест ви благодарам. Да ти кажам, ти си за Нобелова награда. Вака, водител до сега на ниједна телевизија нема што е води емисија. Браво, Бога ми, те честитам. Ви благодарам, многу сум почестен. Вака сега, ова што сега кажуваат ова за новогодишниот прослави на площад. Тоа требаше одамна. Ние тие луѓе у власта ги плаќаме и ние и нас треба да не слушаат. А некако ќе им одговорани. Ако сакаат да се одржи концерт или некоја весела на площад, нека дојдат пејачи. Нека у комунитарни цели нека ги дадат парите. И тоа е добро. А ова е некоја политичка патка нивна, јас ќе ти кажам одма. Сега се, да ти кажам право, сега улизуваат. Они се како ранета зверка, учуш се и сега ќе прави нова, ќе направи нова. Не, више не ги пере ништо. Само сакам да кажам, ако веќе се прави нешто вака, може да се направи, ама тие како што еве направива Центар, ту добротворни цели, нека се дадат пари, што ќе учествуваат таму глумци, пејачи што било, и нека се дадат, не мора да се откажува. И тоа и ќе се провесели, ќе заборават на овие муки до сега што бева, што ги правеше власта Бркушката, ќе се заборави малце од тие прослави и овие што бева и артисти, пејачи, да ги дадева парите у донации на овие што се сиромаштијата. Така, јас за толку, а само еден поздрав. На здравје бричање нека име на ќосињата. Пријатно и се за слушање. Пријатно и до вас и уште еднаш да ви е жив и здрав внукот, голем да расти и успешен. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па може, добро вечер, више темница.
Па добро, според Бонтонот треба до 19 часот да си велиме добар ден, но со оглед на темнината... Така. Сега Нива да му нитаму прашам, сме во овој период. да ме прашам, разочаран, пример вас се прашам, разочаран, нерасположен, ќе излезиш да славиш? Не. Овие се разочарани, нерасположени и сега им е заплашање, а да излезат да пеат. Нема врска ни воздухот загаден, нема врска ништо друго. Има друга позадина, нерасположен човек не може да игра, да се весели. Тоа е проблемот. Така. Иначе за парите не е проблем. Парите од, она речи го, од плажата, кај им се парите, ке отидо. Али, нешто друго, денеска слушнав, парламентарци, двајца нерасположени, на площад не излего, него отишле во судов пред да си земат лиценци, и то сега се во новиот парламент влезени пратеници, да си земат лиценци за нотари и за извршители и ги стават во мирување за да си обезбедат место на време. Знаат дека отиде работава по Вардар надолу, ние да се обезбедиме. Затоа не излага. Како ќе пее тој на площад да излези? Не излага. Проблемот е во разрешувањето, во јадо што ги чекат, нормално и она што треба да враќат. Така. Пријатно и бидете поздравени. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Да. За програм сум. Молам? За програм ли сум? Ало. Дали ме слушате? Јас ве слушам, да. Добро. Видите, Коце Трајанов направи голема грешка за площадот. Требаше да викне една пејачка од Тврдија Лепа Брена, да е пазарот 100.000 евра, на него 50 и на Лепа Брена 50 и да направи прослава таму. Може така? Добро. Значи да му кажете да викне Лепа Брена 100.000 евра, се пазари 50 на него во џеп, 50 за Лепа Брена. Така може да го поздравате многу. Добро. Така, фала и пријатно. Поздрав до вас и може да ја посвети некому Робиња сам твоја. Дали има некој друг на линија, повелете? Да. Ало, добро вечер. Слушам, добар ден, добро вечер, повелете. Или добар ден, ајде, нека е добар Па затоа ден. реков, нива му нитаму сме, некому е темно, некому е светло, зависи каков човек сте по природа. Веќе се стем. Повелете. Огнен, да сте здрави и живи, ме иритираше темата, малце сакав да, нели, дали... Пред малце гледав на ТВ Нова таму како Владимир Талевски се откажува, нели, од многогодишната прослава. Се сеќавам како дете кога Владимир Талевски беше глумец и им предаваше на децата на забавачињата, имаше емисија таква, и сега малку ме восхитуваше со тоа. Меѓутоа, со денешната изјава некако малце едноставно ме трогна и не е тој, тоа е се извештачено. Значи, видоа тие дека некој во Србија таму, нели, дал некоја хуманитарна помош на место прослава за Нова година и сега и ние копираме. Тоа е популистички. Така. Јас мислам дека тоа е популистички и дека тоа е сега начин како да се одбранат тие и да докажат на народот дека тие се тие што сакат нешто да направат за народот. А 10 години така не беше. Бевме како забавачиња, па прводеленци, па второделенци и дојдовме до основно образование. И сега кога дојдовме до средно, им кажавме нема веќе повеќе и тоа е тоа. Добро. Дали ми беше јасна пораката? Да. Ви благодарам што ме слушавте. Така. Јас вам ви благодарам за... Инаку од Струмица се јавувам, да ви кажам. Поздрав до Струмица и убав ден таму. Илија на Фейсбук ми пишал, вели, добра ти е темава, дали можеш да поставиш тема парите наменети за пратениците од диаспората да се пренасочат во посебен фонд за лекување деца во странство. Интересно, нели? Поздрав Илија Охрид, поздрав и до вас, Илија. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Огнен, тоа е ситна работа. Како? Ситна работа е Ајде. за одржување на овие, речи го, новогодишни
концерти. Добро, зошто мислите така? Мада ги поддржувам. Так. Ги поддржувам, али тоа е сега на страна да се фрли топката. Не знам дали намерно е така. Сега. Најдобро е што првата гледачка го даде предлогот, коце да се откаже од тркалото. 20 милиони евра фрлени во вода. Да не кажам оние вртелешките што ги правеше порано и 300 чуда глупости уствари, плажите што ги правеше треба од джебот да ги плати сега. Так. Што ги фрла парите, оти не се негови, затоа ги фрла. Али преку тие пари остварува он собствен личен профит. Сега, би препорачил покрај тркалото. Значи, што не треба да се гради, тоа за сиромаштијата се подели тие пари да се дадат, што се наменети за него. Па овие од во наводници невладината од Крушовардили, како беше таа? Крушоради, Сетинци, Крушоради и Попадинци. Така, нели, имаат многу пари, ги ставаат во споменици, нека ги донираат таму, па да видиме како ќе си поменат. Така. Нека ги донираат таму, нели, во наводници невладина организација, имаат една купа пари таму. Направиле овој невладина со 100 евра, а располагаат со, не знам, стотици илјади евра. Так, добро. Толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Друга информација во контекст на она што го прочитавме и за општина Центар. Општина Прилеп и оваа година ќе организира дочек на новата година на градскиот плоштад. Методи Андонов Ченто, градоначалникот Маријан Ристевски и советникот за култура Снежана Ристевска на денешната пресконференција ја најавија програмата која ќе започне на 31 декември напладне со програма за најмладите. Во контекстот на нашата тема се вели за прв пат оваа година во пресрет на празниците општина Прилеп во соработка со Црвениот крст на град Прилеп го организираат хуманитарниот настан наречен Денови на солидарност за најмладите, каде што в сабота во период од 10 до 18 часот сите добронамерници ќе може да донираат пакетчиња за најмалите на одредени пунктови на градскиот плоштад, како и во сите поголеми маркети низ градот. Кога велам сабота се мисли на саботниот ден на самата нова година на 31. Градоначалникот Маријан Ристевски посочи дека општина Прилеп е една од најхуманите општини не само преку оваа новоорганизирана акција, туку и преку низа други настани како што се Светиниковскиот турнир кој исто така има хуманитарен карактер, а веднаш по нова година се организира и традиционалниот божикен ручек наменет за децата без родители, деца со посебни потреби, деца на загинатите бранители. Тоа е во контекст на она што го објави општина Центар при градот Скопје, која исто така својата манифестација ја направи половично, значи и го остава прославувањето на новата година на плоштадот, односно на скверот Јадран, но ја пренасочува всушност во контекст на хуманост. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Дали општинските власти требаше или треба, зависи за тие што веќе не ја откажале. Да се откажат, да. Преку тие, мислам, организирање на новогодишни дочеци, многу пари се пера. И јас мислам дека многу... Да, ве слушам. И јас мислам дека требаше ова многу порано, не пример да го гледаме од Србија, него требаше многу порано ние тој пример да го направиме, бидејќи сме во една фаза каде секојдневно гледаме на телевизиите, се бара хуманитарна помош за ова, хуманитарна помош за она. Сега имаме една друг предлог, конкретен, бидејќи сега пред една недела беа изборите. Јас бев од една партија, уствари од Социјалдемократскиот сојуз, член на комисија. Добро. И, одно да ви кажам, ја од мојот хонорар, што работев 15 сати дента, се откажувам во интерес на сиромашните луѓе и тоа очекувам да го направат, бидејќи избирачките одбори беа од администрација. Тие земаат плата и тоа знаеме дека дебела плата зема. И ништо нема да му значи еден ден работење хуманитарен да биде тој ден во интерес на овие сиромашни луѓе. Добро. Значи, кога ви сите така направиле, јас не сум ни вработен, нити земам никакви примања немам.
Значи никакви примања буквално. И работев од 6 сато до 21:30. Значи 5 минути не бев отсутен од избирачко место. И се откажувам во интерес и тоа ќе го направам парите, ја ќе ги вратам во општинската организација во Прилеп. Да ги дава на луѓе кои што се сиромашни. И затоа апелирам, и власта, тоа може да го направи бидејќи избирачките одбори беа и од нивната партија, а и знаеме. Значи државната администрација 99% беа нивни луѓе. Очекувам тој гест да го направи и тие. Така. Добро. Би благодарам. Благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Трајче на Фејсбук вели огнен, кога новата влада би успеала да ги врати украдените и префрлени пари во Белизе од страна на брадучерите, можеме наредната 2017 година, секојдневно 365 дена да ја прославуваме на сите плоштади низ Македонија. Поздрав. Поздрав и до вас, Трајче. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден, колега Петар Христовски Пепи. Добар ден, Пепи, поздрав до вас, повелете. Хвала, поздрав и до вас и до сите колеги. Благодарам. 24 и до сите слушатели. Така. Јас секогаш сум правичен. Така и на работа кој беа на власт ВМРО, некој потек на СДС го признав. Браво за Коче Трајановски, господинот. Значи, јас се согласувам, дури требаше и порано. Значи, тие средства да се даат за тоа донации, нели? Добро. Друго, и требаше уште порано. Оти сега се луѓе во малку многу се зајадени, може да се деси некој случај, пример, не сакам пред година да споминјам, пред години да споминјам, значи пубаво вака, да си слави секој кај сака, кој има, кој нема, и така натаму. Добар потек, тоа од мене, поздрав до сите од Пепи. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Градските власти одлучија парите се извинувам за новогодишната прослава да ги наменат во хуманитарни цели, информираа преку соопштение од градот Скопје. Во врска со откажувањето на прославата за дочекот на Нова година се огласи Авалон продукција. Каролина Гочева, Миле Кузмановски, Адријан Гаджа и Слаткар нема да ги забавуваат скопјани за дочекот на новата 2017 година. Градските власти решиле парите за новогодишната прослава да ги наменат во хуманитарни цели, информираа преку соопштението. 2 милиона денари наменети за прославата ќе бидат донирани во хуманитарни цели, каде точно ќе реши Советот на град Скопје. Веќе 10 години наназад се трошат минимални средства за дочекот на новата година, затоа што забавата за граѓаните ја спонзорираа мобилните оператори во земјава, стои во соопштението. Во врска со откажувањето на прославата за дочекот на нова година се огласи Авалон продукција. Доколку од нас, од страна на сите ангажирани во овој проект, биде побарано некакво обештетување, ние ќе мора да бараме обештетување од оној од кој што бевме ангажирани во случајов град Скопје. Доколку сите инволвирани во проектот сметаат дека не треба да бидат обештетени, се разбира дека Авалон продукција нема да го тужи град Скопје и ова ќе биде запаметено како историски преседан и аматеризам и тотално понижување на тоа што значи македонски артисти и тоа што значи професионалност, велат од продукцијата. Додаваат дека можеле да бидат повикани на состанок, консултирани и да се побара да се откажат од средствата. Освен Скопје, и во Битола, и во Велес нема да има прослави на плоштадите. Градоначалниците одлучиле да организираат новогодишна хуманитарна акција наместо прослава, се вели во извештајот на Македонската радиотелевизија. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Јас се извинувам што и денес се јавам многу кратка. А ако нема проблем, вие можете секој ден да се јавувате. Повелете, Лидија. Вака сега, има луѓе кои што немаат пари, поготово младите. Можеа да направат некоја помала прослава на плоштад. Јас мислам дека е тука најголемата грешка. Секој заслужува за нова година, ако ништо повеќе, едно оро да заврти, било каде. Така. А во ова време, кога се нема пари и да не може и на плоштад еден да се организира една, да речам, поскромен дочек на новата година, навистина е срамота. Ако завршат парите во хуманитарни цели, секоја чест. Само да не завршат кај што завршија парите и за поповените. Толку од мене. Ви благодарам, иритирана сум навистина многу. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Да?
Добро вечер. Добро вечер, добар ден, повелете. Слушам, ми случи да слушам таа гледачка и она што збориш. Да кажам јас нешто што мислам. Ајде. Ете пак вика друг добро вечер. Да, зборувајте, ве слушаме од преска. Не слушате. Може би ви доцни гласот, но ние ве слушаме, зборувајте. Добро, ако ме слушате. Јас сум да се чека новата година. Народ, ако не се поразселя малку на овие ситуации, и што друго ќе му остане. И тоа ќе му остане, треба да се чека. Само, не знам тие дали ќе бидат пари за хуманитарни. Не треба тоа хуманитарни, ве слушна вас, кажавте нешто, некој ќе даде 600.000 динара. Тоа од Општина Центар, уметниците кои што настапуваат на програмата ќе ги дадат своите хонорари. Добро, ќе дадат, ама сега ако 600.000 динара, тоа се околу 10.000 евра. Толку, да. Они ако земат пари, едно 50.000 евра, де се зошто да ги дадат. А од сета заработувачка да си земат колку безич, тамо едно 500 евра, другото сето треба да се даде за вако, за хуманитарни цели. Добро. Тоа се вика хуманитарна цел. Ние порно, види, јас сум од старата генерација, ние порно, сум роден още 38 година миналиот век. Ние такви веселби си правевме и со опинци одесме, па и пари, музика се си плачеме од себе, само да си направиме веселба. Тоа се вика хуманитарно. Добро. Ме слушате? Да, ве слушам цело време, господине. Така. А слушам сега нешто тамо зборите и за тоа тркал. Не. Аха. Добро, да. Така. Да. Ја вака како што гледам ситуацијата, како што и слушам на воа вестите, може би тоа тркалото стварно ќе треба да се активира, само нема ваздух тука околу во Скопје. Тркалото ако врте со перки, белки ќе има некоја вентилација таму и тоа ваздух и се ќе се расчисти. Може во таа смисла да се употреби. Добро. Така. Благодарам за јавувањето. И друго слушај, Оген. Да? Оген. Слушаш? Да. Јас за хуманитарно имам еден предлог. Звонев на вие други телевизии, никако добијам 10 години ги гледам. Сега вас ве добив уште од прва што се вика. Види како јас рачунам. Сега ги имам вие списковите што се бирачките. И околу 1,5 милион сме ние гласачи. Што можеме гласот да го дајме и што има и болни и секакви, значи нашиот глас што вреде, тие 1,5 милион по 3 динара месечно да дадеме, така да се организира. Тоа колку пари се? 3 динара. 4,5 милиони денари. Така, тие пари месечно, тие ќе се дават, мене многу ми е мака, многу сум осетлив човек, што гледам вака за операција за вамо, намо болни му треба, таму да се дадат. Добро. Ама тоа треба организирано да се употребат за тие сvrхи. Добро. 3 динара не се ништо. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Дали некој имаме за вклучување режија сега или? Немаме, добро. Дарио на Фейсбук пишал: Огнен, овој пат нова година ќе ја славиме на 25 декември, кога фамилијата ќе иде во историја. Поздрав, Дарио. Значи, оние општини кои што досега ги откажа одбележувањата на новата година на своите плоштади се Велес, градот Скопје, во Скопје на сите општини, нели? Освен општината Центар која што ќе организира пола хуманитарно, а сепак останува. Општина Битол, општина Велес и градот Скопје. Дали останува и понатаму да размислуваат останатите општини кои ќе им се придружат или нема да им се придружат во откажувањето или ќе направат комбинација како општина Центар и општина Прилеп, останува да исчекаме. Но во 18 часот ве чекам во мој термин да ги вкрстиме мислењата на гледачите на конференциски врски, каде што гледачите ќе можат да се исподелуваат мислења едни со други директно слушајки се, или пак да си поставуваат прашања или да се контрираат. Тоа си е избор на самите гледачи. За сега пријатно, останете следува дневникот во 17 часот.